Благодарам. Почитувани колеги, со овој предлог закон за дополнување на Законот за ученички стандард не се согласувам дека ќе се помогне на ученичките домови, туку напротив сметам дека со овој предлог закон само ќе се даде една законска можност и ќе се префрлат средства од буџетот на Република Македонија токму на оние ученички домови каде што менаџерите работеле неодговорно и недомакински. Можеби вака првично изгледа добро да се даде една времена поддршка на ученичките домови, но ова нема да ги реши проблемите токму на ученичките домови кои што се најмногу задолжени. И самиот заменик министер во неговото образложение спомена дека најголем дел од ученичките домови работат одговорно, за жал само неколку биле во долгови и таму нели нормално не може да функционира ученичкиот дом нормално како што и доликува на една установа. Ова ни покажува дека доколку повеќето ученички домови работеле одговорно, а само неколку работеле неодговорно, односно биле задолжени, тоа значи дека треба да се сменат менаџерите на овие установи, а не да се носи законско решение, се со цел да се покријат долговите. Зошто се направени долговите, ние тука како пратеници немаме увид, немаме информации, што значи дека можеби одделни менаџери, некои намерно, некои ненамерно, западнале во долгови, затоа што не успеале добро да менаџират со средствата со кои што располагаат. Затоа сметам дека овој предлог закон не носи системско решавање на проблемите со ученичките домови. Сите ние сме сведоци дека ученичките домови имаат многу проблеми, односно дека проблемите кои што се во ученичките домови се комплексни и при тоа треба да знаеме дека секој ученички дом во Република Македонија си има свои специфики, затоа треба на секој ученички дом да му се обрне посебно внимание и при тоа да се изнајде начин за нормално функционирање на истиот. Не се согласувам дека треба да ги покриваме долговите на одделни менаџери. Не знам зошто продолжувате со оваа пракса да се задолжуваме. Значи, ја задолживте Република Македонија најмногу досега и при тоа со овие средства вие покривате други долгови. Почитуван заменик министер, и вие самиот на Комисијата за образование, наука и спорт споменавте дека еден од најзадолжените ученички домови е ученичкиот дом во Куманово. Ако претходно зборувавте дека градоначалниците од ВМРО ДПМН најмногу ги задолжиле општините, дека нашите директори и раководители најмногу ги задолжиле своите институции, сега откако сте на власт, вие самите го негиравте сето тоа што го кажувавте во опозиција и самите тука ни потврдувате дека најзадолжена општина, претходно кога зборувавме на претходната седница, е општината Куманово. Најзадолжен ученички дом, ученичкиот дом во Куманово. Ова говори дека овие менаџери не ја вршеле совесно и одговорно нивната функција. Можеби ќе нагласам, намерно, ненамерно, можеби толку можеле, толку умееле, но наместо да носиме законски решенија и да ги префрламе парите од буџетот за недомакинско работење, сменете ги менаџерите. Тоа се ваши кадри, вие можете да смените, да ги назначите на други места, а на нивни места да донесете квалитетни кадри кои што ќе продолжат успешно да менеџираат ученичките домови. И на тој начин ќе овозможиме подобри услови за домување на учениците кои се сместени во овие ученички домови. Почитувани колеги, мислам дека претходната недела слушнав по медиумите дека во Струмица учениците кои се сместени во ученичкиот дом немале грејење. Дека скоро една недела се затоплувале со кебиња. И дека грејалки биле вклучени само во канцелариите на вработените, додека учениците умотани во кебиња учеле и се топлеле. Знаете што ми е чудно тука во целата ситуација? Жално е што во било кој ученички дом, доколку учениците немаат соодветни услови, навистина е жално. И не треба тоа да се дозволи. Но како тоа се случи токму во Струмица? Нели Струмица беше единствената гасифицирана општина во Република Македонија? Нели беше пример за општина каде што е системски гасифицирана? Како можеше ова да се случи токму во Струмица? И еве да речеме дека настанал некој непредвиден дефект. И се согласувам дека во моменти кога се случуваат непредвидени дефекти, треба да бидат префрлени средства, дали од општината, дали од Министерството за образование. Но се знае конкретно кој е настанатиот проблем. Еве сега е грејна сезона, можеби пукнала пумпа за парно грејење, можеби радиаторите не се исправни. Ама тоа е, можете со еднократна парична помош, наменски, да им помогнете. Но вака со предлог законот, вие имате напишано дека средства ќе им бидат префрлени покрај работите кои што ги спомени заменик министерот
за режии за грејење, електрична енергија, потрошена вода и слично. Тоа слично е широк поим и тука оставате простор за средствата да бидат повторно злоупотребени. Значи, овој предлог закон не ни гарантира дека средствата кои што ќе ги префрлите ќе бидат навистина наменски искористени токму за подобрување на условите на ученичкиот дом и ќе бидат во интерес на учениците. Почитуван заменик министер, почитувани колеги, ако веќе сакаме да допринесеме, значи можеме да се зголемат, еве сега ќе дојде на дневен ред буџетот, значи зголемете ги средствата за ученичките и студентските домови во буџетот. Предвидете повеќе средства за одржување, реконструкција и реновирање на ученичките домови и студентските домови. Но вака со времени решенија, навистина само оставате простор дека вие законски, односно го озаконувате лошото менаџирање или криминалното работење на директорите на овие домови. Што ако на некој од директорите му текне дека владата ќе потроши, например, 670.000 евра за набавка на цвеќиња или 40.000 евра за кафе? Па некој од тие менаџери си рече, ако може владата да троши толку, можам и јас да трошам повеќе за репрезентација. Нели, има лош модел на идентификација. И вие средствата кои што ќе им ги префрлите, ќе се трошат за репрезентација, а учениците ќе бидат сместени повторно во лоши услови во ученичките домови. Наместо да вработуваме кадри, да ги доцираме кадрите во ученичките домови, да обезбедиме подобри просторни услови, ние префрламе средства за работење, односно за покривање на трошоците на менаџерите, за кои што средства ниту Министерството нема предвидено во предлог законот контролен механизам. Почитуван заменик министер, имаме ученички домови каде што имаме недоволно вработени кадри. Дали може да дојдеме во ситуација еден директор самиот да си направи барање, да си предвиди некои непредвидени трошоци, бидејќи мисли дека тие трошоци ќе настанат, и самиот да поднесе барање, Министерството за финансии и Министерството за образование да му дозволат и да ги потроши средствата ненаменски. Може да се случи. Кој е контролниот механизам? Која е комисијата ќе утврди дека навистина настанала непредвидена штета или потреба од дополнителни средства? Значи, треба да работиме системски. Дај да работиме соодветни кадри во ученичките домови, да ги едуцираме и да возможиме 3 смени, да возможиме подобра исхрана и подобри услови. Вака, ситуацијата во ученичките домови навистина не само што не е на завидно ниво, туку е на многу лошо ниво. Значи, имаме ситуација каде што учениците сместени во овие домови немаат постојана заштита од воспитувачи, односно не се постојано под надзор, затоа што нема доволен број на вработени. Што се случува за викендите? Немаат доволно храна и немаат воспитувачи кои што ќе работат со нив. Друго, воспитните групи се од 6 до 18 години. Дали еден воспитувач треба да работи со сите овие деца? Или тука треба да имаме оделни групи и оделни воспитувачи кои што ќе работат поединечно, соодветно на нивната возраст и соодветно на нивните потреби. Значи имаме многу што да подобриме, но со овој предлог закон навистина не ги подобруваме условите во ученичките домови. Напротив, мислам дека само ова е еден начин како повеќе да извлечете пари од буџетот и како покриминално да ги потрошите. Можеби овие средства ќе завршат, ќе ги извлечете преку ученичките домови, ќе завршат на сметката на Социјалдемократскиот сојуз. Можеби, бидејќи нема контролен механизам, нема строго утврдени правила тука. И уште нешто, дали владата, еве настанува непредвиден трошок, како што споменав, ќе пукне пумпата за грејење, дефект, и сега ученичкиот дом треба да поднесе барање до Министерството за образование, Министерството за образование треба да побара согласност од Министерството за финансии, владата треба да донесе одлука, колку време ќе помине се тоа. Или вие претходно ќе дадете фиктивни согласности од Министерството за финансии, таму каде што мислите дека треба најлесно ќе ги извлечете парите, владата претходно ќе донесе одлука, односно ќе предвиди дека можеби ќе настане некој трошок. Како? На кој начин вие по брза постапка ќе ги одобрите овие средства? Значи, непредвидениот трошок е непредвиден. Може да настане во секој момент. Или владата ќе биде толку ефикасна и ефективна и на секој непредвиден трошок ќе свикува седници и ќе носи одлуки. До сега не покажавте таква ефикасност. Како во иднина вие под брза постапка ќе ги решавате и одобрувате овие барања. Затоа мислам дека овој предлог закон не треба да биде вака, односно треба да се повлече и да се најдат, еве заеднички да изнајдеме начини преку Комисијата за образование, наука и спорт како да ги подобриме условите во ученичките домови. Вака само продолжувате со трошење на средствата од буџетот на Република Македонија за непродуктивни работи. Ова не е системско решение
И на вистина, мислам дека нема да ги подобри условите во ученичките домови. Има што многу да се зборува за ученичките домови, затоа што, што кажав, состојбата е многу лоша. Но дај зголемете ги средствата, бидејќи самите ветивте. И министерот за образование вети дека ќе се одобрат многу повеќе средства за реконструкција на ученичките и студентските домови. Од тоа до сега немаме ништо. Благодарам.